ратниот период од 40-тите до 80-тите години во минатиот век бил период на доброволни акции. Издруженијата на поранешни акцијаши и денес ја негуваат идејата за солидарност и волонтерство во сите земји од поранешните ју републики. На оваа тема утрово колешката Славица Величковска. Славица, доколку се гледаме и слушаме во продолжение во следниве неколку минути, повели. За многу генерации летниот период беше и период на работни акции. Со децении се градеше тогашната Југославија со работни акции и со активно учество на голем број младинци. Децении потоа се возобни. Овие здруженија се со цел за да го пренесат и промовират тој дух на солидарност и заедништво на младите генерации. Доста активно на ова поле е и здруженијето Пат на младоста од Штип, кое посебно во летниот период има низа активности. Повеќе за тоа од Никола Кангалов. Добро утро, се вративте од една убава средба, планирате друга, многу активности за летниот период. Прво, добро утро на сите гледачи, особено на гледачите кои се стари ветерани акцијаши од Македонија и од цела Југославија. И да ви кажам дека овој период, вие добро рековте, беше период кога младите во минатиот период, во минатото време беа на активности низ акциите, а сега ние како ветерани евоцираме спомени, се среќаваме со акцијаши поранешни од цела Југославија, така да овој пат работната акција Белград организира 75 години од почнувањето на акцијата во Белград. Во тоа одбележување се најдовме околу 200 акцијаши од Југославија, од сите краишта на Југославија. Да ви кажам, ние Македонија бевме и најбројната екипа, беме преку 85 присутни, а во тие ние штипјани бевме учествувавме со 20 акцијаши ветерани. Оваа средба се случи викендов кој е веќе зад нас. Како изгледа после толку време да се сретнете со луѓе кои учествувале на работни акции, бидејќи нели имаше еден краток период долг период на застој, кога комуникациите не беа толку лесни како што сега ги дава нели модерната технологија, сега некако пак се поврзавте и таа хумана идеја ја пренесувате и на другите. Имаше ли емоции во Белград викендов? Прво мора да ви кажам дека во нашата бригада која присуствуваше тамака беше и еден од командантите на Штипската бригада, како и неколку души бригадири кои се учествувале токму на Белградската акција. Значи Тушев, командантот на бригадата Штипска, присуствуваше заедно со неколку души бригадири. Емоциите се, знаете, тоа посебна ситуација кога се сретнат стари бригадири од најразлични краеви, меѓу кои од многу други акции низ Југославија, тако дружење ретко се видува. Меѓу нас имаше и такви неколку души кои воопшто не се биле на акција, а дојдоа да присуствуват. Толку беа изненадени од средбата, од начинот на другарување тамука, што викат, ние не верувавме дека вакво нешто може да се организира во ово време. Сега се подготвувате за друг еден настан кој е фокусиран на реална работна акција, каде младите ќе научат што е солидарност, што е заедништво. Ние веќе у континуитет учествуваме трета година на акцијата во Нови Пазар, каде се работи за конкретна работна акција со тие сите стари модели на акцијаштвото. Ние учествуваме со бригада од Македонија, овој пат 32 бригадири од Македонија ќе одат од Велес, Скопје, Куманово, Штип, Битола, Гостивар, ќе бидат присутни. Од Штип ќе бидат 5 младинци и 2 возрастни ветерани заедно со нив. Тоа е трета година која континуирано учествуваме, исто така и на акцијата во Скопје која беше од земјотресот во чест, исто така. Акциите траат по една недела. Сега младинците се запознават точно со оние активности кои ние ги работевме, ги
прават исто така како ние што ги правиме акциите, се станува рано сабајле, се вежба, се оде на траса, се работи, се собират податците од сработеното, после ручокот од одмор и културно и спортски активности у населбата. Вашето здружение се вика Пат на младост и е направено пред се во чест на младинската работна акција Плачковица, кога го градевте патот на Отштип до Плачковица. Оваа година одбележувате еден убав јубилеј. Ние оваа година одбележуваме 50 години од почнувањето на акцијата Плачковица. Иначе Плачковица отпочна после едно 10 годишно паузирање на активности во Македонија. Ние бевме првата акција која отпочна во Македонија, после тоа беше 75 година. Почна градењето на патот кон Плачковица, од Карминци кон Плачковица. И првата година беше републичка активност, а веќе од наредната година стана сојузна акција, 76, 77 и 78 беше сојузна акција. На акцијата зедо учествува околу 3000 младинци од цела Југославија, од околу 45 градови од Југославија беа присутни на акцијата. И сега ќе одбележиме јубилеј од 50 години, се надеваме дека ќе ни дојдат гости од сите краишта на Македонија, исто така ни се најавени пријателите од Србија, од Хрватска и од Словенија да присуствуваат. Ќе се обидеме да се организираме, да ги пречекаме добро, како што знаеме Штипјани, да ги пречекаме добро сите гости, да организираме на добар настан, што ќе биде и да го промовираме градот и самите ние како акцијаши да се промовираме. Ви благодаривме што го пренесувате тој акцијашки дух на помладите генерации. Сосема кратко на крај, како децата, младите го доживуваат овој чин на работа, односно на волонтирање, и тоа не е лесна физичка, туку захтевна физичка работа. Видите, ние и нашата девиза е од акцијаштво да преминеме у волонтерство. Кое волонтерство нема граници, а посебно младите да се ангажират во волонтирањето, и мислам дека покажуваат добар интерес до сега, учествуваат веќе трета година на овие активности и постојано прашуваат после завршување, а Чичко Коле, кога ќе има па акција? И тоа некако и нас не мотивира возрастните да се организираме, да ја обезбедиме услови на младите, да идат да почувствуваат, а и активно да учествуваат. Има шанси, тоа и кај нас да го направиме. Мислам дека ќе има услови. Еве, брана ние престоја привршување на брана, ние ќе имаме услови на таа брана да ги младите поканиме да се покажат својата активност и да допринесат за градот. Уште еднаш благодарам што бевте дел од Македонија наутро. Тоа беше се од ова јавување од Штип.